Уште една неверојатно пријатна и забавна вечер е пред вас, сама секако ако останете со нас, затоа што следува нова епизода на нашиот веќе добро познат продукт Нема љутиш. Може би звучам помалку претенциозно со мојава најава, но тоа е затоа што имам и своја подлога, како што се добрите и смешни содржини, нашиот ексклузивен гостин вечерва и секако нашите партнери и пријатели. Генерален спонзор е минералната вода Визијана, која е пребогата со магнезиум и која може неограничено да се конзумира затоа што служи за добра кондиција и одлична форма. Секогаш добри со Визијана. Не поддржуваат и одбучен козјак, и тоа на најдобар можен начин, така што ги изработуваат оние превкусни и здрави млечни производи кои ги има насекаде во Македонија, затоа се лесно достапни и можете да дојдете до нив на лесен начин. Алфи Техноцентар пак ги има во Скопје и Куманово, но тоа е доволно, навистина тие се само на две места, ама тоа е тоа место или двете места каде имате се на едно место. Чудно, ама функционира. Производите на Арис исто така функционираат, прават чисто ренто. Каде и да пофајтате со нив, треба малку само да се потрудите, ништо посебно, но затоа обезбедуваат чиста околина и секогаш безпрекорна дезинфекција. Тука и незаборавниот и преубав амбиент и момент кој ќе го доживеете во етно село Тимчевски, а од нова година имате шанса да направите веселба и во ресторан Едам. За жал, драги мои, и понатаму бегањето во странство е во мода и на цена. Да, на цена е, затоа што за разлика од порано, кога во странство бега оние што немаат за да заработат, сега бегаат оние кои имаат за да таму се уживаат, а не тука со ненормални да се расправаат. Нали? Има и такви кои само шетаат, па се враќаат, ама и за тоа нешто мора да има што? Мани, пари, да, па така некои знаат да потрошат и цело богатство за да го свртат свет. Јас не, иако јас знам да потрошам, ама така, на литар до 2 бело вино и потоа што? Па потоа светот се врти околу мене. Сега многумина може ќе ми се скараат и тоа со право поради штетноста на виното или воопшто на алкохолот. И јас ги поддржувам во тоа. Да, бидејќи и самиот си имам уверено, па и вербално го имам потврдено тоа дека е штетно. Замислете ме, во една мејана. Нарачувам јас онака вино, дајте вино. И тие велат, замислете, нема, на што јас одговорам нормално, ти штета. Значи, штетно. Ама морам исто така да потенцирам кога сме веќе кај штетните работи, дека исто така е потврдено и дека е штетен ковидот. Значи, штетноста на ковидот е потврдена и тоа од една плавуша на мала улична анкета. Ја прашале плавушата, што мислите вие за COVID-19, на што таа први малку подразмислила, а потоа остроумно одговорила. Па, видете, ако му е 19 е добро, ама штета што името му е некако селско. Кој? Значи, штета. Ете, и тоа е потврдено дека е штетно. Сега јас верувам дека максимално корисно за сите вас, како што веќе најавив, ќе биде да останете со нас до крајот на оваа наша нова авантура, која содржи многу интересни содржини и пред се ексклузивен гостин ви го најавувам, дами и господа, вечерва Владко Миладиновски. А освен него, еве што се друго ќе видите вечерва во Нема љутиш. Па, многу е прост разлог. Стомак ти е попаметан од глава. Ете за тај. Исполажаме све. Скина ми ги живци и за све ме оптужи мене. И на непоставени прашања одговара на прво, како пушка, репетирка. Абе ти си нетачен, јас на оној работу гасу светло, не па на карте да го гледам гол. Бог да чува и да брани. Ајде сите една песна се македонска, дружно браќа да запееме. Не може да се помиру со тој дека си платија на проститутку за оној работ.
Добро, ке ми кажеш ли, што ga гледаш тој шкембе нон-стоп? Ке го урочиш, бе? Што да не се намали? Гледам ga зашто ја конечно свати зашто мене само стомак ми се дува. Гледај, сучка само стомак. Зашто? Па многу е прост разлог. Бе. Стомак ти е попаметан од глава. Ете за тај. Знаеш? Не. Нормално дека не знаеш. Стомак, кад е празан, он уме да каже. Добро. А глава кад е празна не уме да каже. Ете за тој. И ти земеш после наједеш како будала, а? Боеш како будала. Во една прилика во оваа емисија реков дека пејачи тешко успеваме да фатиме оваа сезона, нормално да ни видат на гости, не на веселба, за веселба ги има, но на гости тешко доаѓаме до нив и тоа го наведов како добар пример дека на вистина многу сме иселени низ целиот свет, бидејќи сите пејачи, музичари воопшто беа растрчани околу новогодишните и божичните празници на секаде во светот. И драго ми е што сега во ова издание, во оваа епизода на Нема љутиш, конечно имаме еден музички гостин и тоа каков. Кај нас во студиото вечерва Владко Миладиновски. Добро вечер, другарче. Добре ни дојде. Конечно успеавме да те фатиме. И одма падате исправо. Без В. Ски, без ски, без В. Не без ски, без В. Така е од тој крај, од Кичево беше, така? Името не може без В. Можеше, во еден случај можеше, како беше, само не знам Ово за не кого. знам, да. Да, Владо Дојчиновски бе. Да. Вика без В, викам значи Ладо Дојчиновски. Така беше, да. Затоа ја го коригирав да не стана латко. Да, лапко Да. да не видам. Добро вечер на вас, добро вечер на вашите гледачи и баш ми е драго што конечно ете се кликнавме да бидам гостин и да присуствувам во вашата прекрасна емисија, која што, како што ти кажав, многу редовно си ја гледам, особено репризите во доцните часови, нешто што пропуштам на YouTube и баш уживам кога ви гледам. Доказ јас кога зборувам со многумина, вика, зошто ти е оваа реприза у 2 сат, 3 сат преку ноќ? И Ништо нив ги без неа. гледа. Ништо без неа. И нив ги гледаат посебно луѓето како тебе што работа до доцните ноќни часови. Генерално сите емисии ги гледаме во репризи. Па многу емисии се следат во репризи, токму затоа и после тие репризи се присутни, бидејќи сега толку многу канали, толку голем избор. Порано беше времето кога чекавме премиери, кога беа 4-5 телевизии, па чекавме премиера да се случи. И навистина при првиот контакт рече дека ние следиш емисијата и драго ми е што е така, како што и ние тебе те следиме, те следат и многумина други. Баран си навистина во цел свет би рекол. Во Америка отиде, замина и еве не знам месеци нешто те чекавме да се вратиш. Околу новогодишните, божитните празници сите ги помина во Америка. Како помина таму, какви беа настапите? Сите празници, многу патувања до пола свет и назад. Многу ба поминавме, се видовме со многу македонци, убави настапи, доста посетени, големо, да кажаме, ете, за наши услови сериозни бројки. Од една страна тоа е супер, од друга страна е жалосно што толку многу народ не е во Да, па нашата ето држава. констатира, очигледно многу има македонци на. Па не знаеш, не можете на предпоставите колку многу. Друг момент е што јас барем ми се случува пред еден месец со некои луѓе сме се гледале тука или сме им свиреле на свадба. Одиме на некое гостување низ Европа или без разлика каде ги гледам таму. Па. Да. Чаре? Сега дојдовме, има такви. И не се враќаме, а? Сега дојдоме и не се враќаме. Знаете, кога ќе тргнеш на патување, со една мисла тргнуваш, не значи дека со таја ќе останеш, се соочуваш со нови моменти, нови работи. Да. И домашниот пазар, ЕСАП на пазар не излегува Да. секогаш. Се и да сакат да се вратат, се зависи од тоа што и како ќе им се случува таму. Па види, прво не се сами, значи имаат семејство, имаат деца, имаат можеби повлекле брат, сестра со нив, има и други ограничувања, што не е тоа така. Сега јас дојдов сам во Куманово, сам ќе одлучам дали ќе се вратам или ќе останам, така, ама кога веќе си со друштво, тоа ќе се е малце покомплицирано,
покомплексно. Чекај, фати ова инаугурација на Трамп, фати малку од Трамповата Америка или не? Ја видовме зградата. На зградата. Да. Добро, нема дилема за тебе, нема да спориме околу тоа дали беше на инаугурација или на тие активности по повод таа инаугурација. Ама за Трамп интересна работа, јас се радувам што дојде и конечно пак ни кажа кој е машко, кој е женско. Добро кажа човек, значи мушко си е мушко, женско си е женско. Тако ли кажа, тако? Да, нема више тоа ово оно. Тамо вамо среден род Кај ќе нема. направиш 18 години, па ти кажи што си. Има за Трампа една догодовштина. Уствари не за Трампа, него зовиеш го Кина, директор на едно предпријатие. Беше убаво едно време, ама нема више да биде убаво за други луѓе што правеа во тој време Кое убави работа. предпријатие? Кое? Па било кое предпријатие доведува трица од овие усаи што ги укина сега. тако е, да. Трамп. Да. И вика директор на секретарко, вика стаја вика за овие странци педери, 3 турски кафиња и те да вика од нива. Двојица педери, јас сум само преведувач. Ма одма вика двојица, не тројица. Да, усаи. Ето, тој ти е тој. Тој е средното кафеџе го И пие. средното кафе. Инаку, Владко, ти си познат, реков, по тоа што навистина често патуваш, имаш доста турнеи и имаш една анекдота поврзана со овие патувања Америка, Канада, па враќање во Европа. Како успеаш тоа да го постигнеш? Преку кои држави одиш сега? Визи, мизи, има, нема? Па најчесто немаме проблеми, навреме ги добиваме визите, меѓутоа оваа година нешто претпоставувам на тоа целиш. За Канада нешто се одолговлечи самиот процес. Да, тоа. Ние прво поднесовме за визи за Канада, а на крајот турнејата требаше да имавме едно гостување закажано во Канада, на крајот турнејата од Америка, па беше целта да се преселиме во Канада и од таму да се враќаме. И прво поднесовме за Канада, ние веќе заминавме во Америка, почна турнејата, уште немавме одговор Дали ќе дали имаме или немаме визи. А чека, од Америка за Канада мора да имаш пак виза, не можеш да влезеш во... Ние да. Посебно сега откако рече Трамп ќе освои Канада. Мора виза. Ама они однога Ѓоковиќ га тури во еден стан, не га пуштија да мрдне. И тебе го сте Тоа беше заробиле таму. Аустралија. Нешто слично, нешто слично беше. Аустралија. Измеѓу американците и канаѓаните може да циркулираат слободно. Да, ма, помалку, занимите- меѓутоа, ние, фала Богу, сме секаде ограничени. Мора. Ние, фала Богу, не. Ние не може преку улица. Сега уште Шенген Да, за и кога Бугарија. стигнавме таму, ни даде одговор дека имаме одговор, позитивен одговор за апликацијата за канадската виза. Јас во 3 дена директно од концерт од Нью Џерси на авион преку Лисабон за Виена, ја зедов визата. Тоа Од се. Виена за Варшава летото, од Варшава Тоа пола свет сега, Торонто. знаеш ли да отидеш од Америка во Канада? А можело, оп, троп. Добро, кажи ми, Од а град што? до села, ама преку Марибор. Преку Марибор. И И замисли ти они летеат цело време. С автобус да ја поше, кај ќе стигнем Канада. Па сега ќе бев тргнат за назад. Не, Што добро. јас сакам повише да се вожам с автобус. Зашто? Уствари, гледајте кажа, не ги само јас сакам шофери на автобус. Господ повише ги сака шофери на автобус. Откуди ја знаеш? Откуд ја знам? Отишле поп и Господ, отишле поп и шофер на автобус, кој Господ. Добро. И на прво видување вика Господ драги наш. Вика ти попе кидеш вика пако. На шоферот ми вика ти мајсторе вика кидеш у рај. И поп одма се буни, чека зашто ја поп? Зашто ја да иду пако вика он обича вика шофер на автобус да иде вика у рај. Па попе вика на твои молитве сви спиев. А мајстор кад вози, сви се моли, ви се касти. Боже. Јас сакаме шофера. Поефикасен. Поефикасен. Да ти кажу право, онда ги пилоти на авиони иде во рај, 100%. Па иде во рај. Туј да видиш какво молење. Јас сум се едно 2 пат, 3 пати излежав возија с авион, али не сам видеа поголемо молење од мене. И ја колку се молија да слетимо. Знаеш ли те еден кад вика Стигна и до многу Буда. сакам? Леле, па кад чу дека овој беспо состои Turkish Airlines и вика пилот е жена. Куде бе за мене жена? Куде бе највише се нервирам кад вози жена, кад вози пред мене со авто. Викам 100% сега јас сум пресретник. Като на без грешка. Текат ја сакам да летам многу, вика. Колко бе тој многу сакаш да летиш? Абе многу, нон стоп би сакај да летам. Слушај, вика, ти е најубаво се качиш во авион. И да рипнеш, вика, од авион без подобран. Па ќе летиш до крај на живот. Сега се плаши од авион. Сви авиони се вратиле на Стварно, земја до во крај на кој или живот на ќе кој. летат. Нели? Сви се вратиле они. Никој не останал горе. Па нормално.
Владко, твојот роден брат е Златко. Како му текна на кумот? Владко и Златко. Златко по Владко. Кога е рекол дека си ни гостин, дека те покани, Коки вика, сигурно не си дека Владко го покани. Зашто? Па вика, много личим со Златко, како близнаци су ми некако. И Можеш и тој да дојде. пред емисијата, па ќе требаше потоа да играме она особа А, представи се, особа Б, представи се и да погаѓаме кој е кој. Стварно много личи, стварно много личи. Навистина, да. Златко е хармоникаш, тој исто така... И автор на сите така. мои песни. Често настапувате заедно. Секогаш. Ти го споменем Не и... често, значи секој. А секогаш сте заедно? Добро, и тоа Ние е сме една целина сега. И оркестарот, Тој е дома, ја одам по емисии, иначе во другото сме компактно, секој. така ли? Да, И цел наш оркестар оркестар. си е цело време со Да, вас. цел наш оркестар, односно да бидам реален бенд Да, бенд. по настапите мора да се ограничиме на помалку луѓе, додека кога се некои поголеми настапи, еве како нели ќе зборуваме сега, натаму да не скокам. Да. Имаме и голем оркестар кој што ете само на такви настани функционираме со него. Инаку сме бенд. Добро, тоа нормално настапите го бараат тоа, Практичност. бидејќи настапувате на разноразни места кои некогаш не можат да се прилагодат на таков тип на настапи Да, со па цел мора да оркестар. сме помалку луѓе, ете и со опремата. Еве сега ни се случи во Америка, ме подсетивте. Ни се одложи едниот лет на одење, префрливме друг град и за да стигнеме на време, стигнавме, ама не ни стигна два од куферите, односно тапаните и А ви ги клавиатурата. Па што ќе А правиме? таму место кај ќе А, отидеш вика, да пази, работите. а треба ми. А, треба ги, Па, стварно. треба ги. Проблем. Успад застанавме, тоа беше нешто за снимање документарец во една музичка продавница. Таму Томас, како ги викаат тие Томан. Ја го чував за изненадување, ама кога му се обрати веќе Владко да го представам Боби Амадеус, дами и господа, од сега со нас, па да кажам редовно ќе биде посебно кога имаме пејачи на клавиатури, така се вика тоа, да ме погрешам, клавир не е. Само пејачи или пејачки? И само, не, тебе само за пејачи. Ја ќе ги пратам пејачките. Можам да ги испратам до дом, ако мора. Или по цигари. Или ако сака. Не, до толку не. Тоа ја кад беше мал ме праќа со цигара. Па ти да не си порасте. Само те чекам дали ќе кажеш. Увек нагласува дека он некад бија мал. Па бие сме стварно Ти си мал. још мал, бе. Мали нос. Да, немој да кажеш стани. Учителка го Не, не, стани, станувата Драгана, три пати стои емисија. учителка, стои, ја. Стои. Веќе стои. А иначе знаеш ли дека Златко, брат му на Владко, Покрај се. покрај све Добро. е кумановски зет. Па тој сакаше следеќето да кажу, ама не е дома зет. Не е дома зет. Не, Зет. далеко била. Ако ви треба викнете. Затоа, во првиот дел, токму затоа и споменав дека сега, бидејќи и после ќе го споменеме Златко, споменав затоа што таа врска ми е важна, дека е купановски зет. Да, инаку. И затоа што би сакал да видам колку снашкатите има научено кумановски да Колку зборуваш. има влијание врз Колку теб. да. Ајде. Дали Кумански секоја дијалект, дали снашка у се. ствари се збори у куќу куде Па не Златка, само си- снашката, ние сме во постојана комуникација и односи со цело семејство, ве да ги поздравам. Сватовите. Сватовите, Часлав и баба Снеки. Добро си живите, а? Па, одлично е. Чудо, у Куманово не е тоа случај. Кој нас ми боиш да се оговаруваме, ти кажам, али добро. Тоа е значи предност кад се осватиш со некого од друг град. Да, бе. Они не умеат да оговараме. Они не умеат да оговара. Се едуцираме, не со други. Добро, По- немој на попримам. тоа да се научите само. Ајде да видиме, те слушам, натукнуваш добро онака кумановски, да чуем како ќе го прочиташ ова. Лагано, Размисли фино, го убаво, прво, размисли, размисли. прочитај го, сконцентрирај се. Жено, ти си спремна за политичара. Изнакажа ми 300 глупости. Глупости не сум. Да, добро, Одлично, добро. одлично, Браво, да. браво. Остави ме без паре, исполажаме све. Скина ми ги живци и за све ме оптужи мене. Браво, доста добро, браво, Ово е сакаш. 99, не е скина, скина. Скина, а, Само тоа е. тој. Иначе друг текст. Иначе скинага. Значи скинага текст. Скинага кумановски, браво. Јас ги почитувам сите секако дијалекти и имам по некој збор од секој град, а морам кумановскиот најинтересен збор да ви го кажам за мене. Ајде. Мужву. А тоа е за... Ја слушаш? Мужву.
Чекај се да стари. Јас среќа, ете ми се Знаеш што значи? Мажоти. ми кажа, а иначе не знаем. Добро се за публика да повеќе да знаат. Да, Мажоти. и Да, мужву. Неизиниот маж. Ајде, во маж. тотален превод. Мужву на њума. Да. повеќе е француски него. Ама видиш, ми сме едноставни. Мужву. А сега, неизиниот маж тралала, додека Не, ова ги читае исто како да си роден у Куманово с некој, ама тоа нема веќе една грешка, нема. Знаеш ли што е сега поента? Ја не знам он га прочита, дали га свати што прочита. Све свати, како ги си отидеш дома са Сега кај кој си тиш дома за уште го прочита. Тоа е Ама малку. не добро е што сопругата ми од Кишево, таа нема да го разбере. Одлично, добро. добро. Нема титул тргни. Титул нема. Вика Мустанг некој нов личел на Форд Мондео, вика и му дава слика. И овој Мустанг вика нашите купци не знаат како изгледа Форд, така да нема проблем. нема проблем. Кога почнавме со оваа кумановска приказна да ја продолжиме, ти настапи минатата година и на Тумбафест. Веќе минатата, да. Е, Календарски веќе Па минатата. веќе да, некој е време. Цел месец. Оно е најдолгиот, Тој ти е прв 42 наступ дена. на Тумбафест, така? Да. Прв настап. Како ти се чини фестивалот? Интересен ли е? Тој е, ако не се лажам, единствен шегобиен Единствен. фестивал. Единствен. И единствен фестивал на кој се пее на дијалекти, да кажам. Нема онака литературни песни колку знам, не. Беше порано само на кубановски, сега почнаа и на другите дијалекти, што ми Да. се допаѓа. Зошто да не? На сите. Да, за да биде поопшто прифатено и да биде пошарено лико, тоа им е добро. Мене беше интересен што јас и како дете тој фестивал сум го гледал. Навистина кога сум бил мал, ние ги следевме сите фестивали од Валандово, од Цветници, Тогаш баш беа до живоа. фестивали на виста. Но и овој беше многу специфичен, различен и имаше доста спектакуларни и настапи за паметење. Да. И малку ми беше и како предизвик, онака да си исполнам еден детски сон. И мислам дека и добро поминавме со мојот настап на Сега ќе видиме како ќе поминеме сега во емисијата, токму таа музичка номера Боби ја спреми, да чуеме дел само од да ни ја неа. најави Коки. Ајде најави. Значи, работи се за еднога типа, Петко. Он вика Петко љубел многу жени. Скратено на кумановски швагериште. Тоа е ли? Сега, Тоа е, шваѓериште. Значи, тако може да го крстиме. Има две имиња песни. Петко Швагериште, љубел многу Петко. жени. Петко љубел многу жени, цртичка швагериште. Готово. Ама ќе му дари в жене брич. А, И тоа Има го. на ич, На суво. на суво ќе му дари брич, на ич, на суво. само да не е со зелена џамче. Ајде, Владко. Ајде да видиме Владче. Петко љубел многу жени. Скратено швалјариште. Ајде. Петко љубел многу жени, останал без ич. Сите тие му тргнале на суво брич. На суво брич, Петко без ич. Во некакви бели со Петкови жени. Петко си е многу чесен, малу си е лесен. Малку. Подводлив. Жена ми, знаеш кој ми вика на мене? Ја, у тебе имам поверење. Немам у тие туѓи жени поверење. Тоа е работа. Првата му беше личен Јоргован. Со комшија ја фатија горе на таван. Горе на таван меша бакрдан. Сладок бакрдан горе на таван. Петко си е многу чесен, мало си е лесен. Петко си е многу чесен, мало си е лесен. Ај ти види како Петка, Браво, па ќе ти браво, виду. браво. Ќе биде на суво брич. Нека, боле во кој да си седил миран. Втората му беше лична како дрен.
Таман за мене. Неа фатија на Ѓурѓов ден. Оу, На роден сум Ѓурѓов ден. ден, среде бел ден. Опа. Море какви бели со Петкови жени. Петко си е многу чесен. И лесен, многу си лесен. Ама како за мене ово е стварно, значи втората, Ништо ја лично. имам втората, на Ѓурѓов ден сум роден. Значи, Како му е написана машала. строфа, владче, како Браво, за njega. Баш. супер. Јас реков дека песните се шеговини и на дијалект, ама има понекој и на македонски, што е доказ дека исто така може да биде шеговина и на македонски. Па и ова е некој дијалект. Да, и ова некој дијалект. Некој. Да, стварно, стварно. Значи не е чисто македонски, дијалект. Не е литературност. Не е 100%. литература. Океј, правиме мала пауза, па се враќаме повторно назад со нашиот ексклузивен гостин вечерова, Владко. Бидете со Нема љутиш. Џабале бараш. Дембел, ленчуга, труд, зевало. Баѓавџије, лези Лебовиќ. Што вика наш народ, џабе те са слеп ран. Тој е тип кој знае на сви тебе да разговара. Подкован, па мислиш, има магистрирано на сви државни факултети и приватни коледжи и тој симултано. Тоест, у исто време на сви стране полагаја испити и ги положија со просек 9. И на непоставени прашања одговара на прво, како пушка, репетирка. А ти што мислиш он так, рак, парафална, ракатакатра. Само на прашање, а ти што работиш? Трепка и ги оближуе суви уста, пошто нема одговор. Почне да филозофира дека е бесмислено да се троши в 8 сата дневно од живот за корку леп и кафе у некој градску кафетерију, кад увек се најде некој тој да ти ga понуди. И на крај даде. Џабе. У сваку средину има не по некој, него многу такви типови чабале баравши. У село су по задруге, у град су на плоштад. Ако случајно ga населимо Марс, и тамо ќе има такви џабале бараши. Врујчко, а? Врујчко. Уо, и мене би ми било да су твои дрва. Тек нами бре, ама ga беше на тепаја белче од епот, баже. 20 сантима. Онери, куќа што му е на крај на село, више воденицу. Па, они сак правива свадба, младиња. Ена те пуе. Ти бре, баце, Стојко, како да видеа одну младу невесту, само на тие работи мислиш. А бре, снег ти зборува, ма ga беше на тепаја бел снег, белча. Разбираш ли? Ма како 20, повише од 20 сантима? Сак ти вруќам, ако ga на тепа патак, што ќе правим, а? Ке се седимо домчеве, ке се греемо ово кој покрај огањ. Се мој дружимо. Добро. Се дружимо со... Ја дома си се греем, се дружим со мој жену. Ке си играмо карте. Ке му направо снеж како има снег. Ако има снег. Да. Ја на мој, што ќе го направам, стари смо, вижем, може да го играм карте на соблачање. Да. На кој? Па на моју викам ти, не вајде на твоју. Абе ти си нетачан, јас на оној работу гасу светло, не па на карте да го гледам голу. Бог да чува и да брани. Снежка ќе се му прави, бред да го не виду. Добро, старе, па ти си многу трсен човек, виднае, бе. Па што ти е сак направила жена? Навејало. Сак, ништо не ми е направила, што го нема, сами смо. А ја го навеја и тој да е бело, баце Стојко. Ама за нову годину, пред нову годину, за нову годину и за празници, за Божиќ. А бре, бъдни вечер сам чекаја с полицајци, знаеш ли ти? И тој е све због њума. Зашто ради њума? Ето И кој? зашто због њума? Хајде. Зашто ќе го лешка работа жена, немала другу работу заштедила, некој ден отишла ставила нови зуби. Ете за тој. И рипнала по комшике на кафе, да се пофали, церила се куде стигне, да му ги виделе зуби.
Па добро, тоа е убаво за њум. За њум убаво, праше дали е за мене убаво. Видеја го оној полицајецот дојно мало, оној бре у пензион што искочи. Даде, Па улегна ја са го станицу, па го пријави. зашто го пријави? Откуд знам зашто? Дојдева после неделю дана, ова кој куќу ми направива, тражи некој траву, вика. Какво траво, бре, ставре? Добре, не знам, ја ги викам траву, ставljam у шталу, куде тој тражите, они не. Па запнали у куќу тражи, едно време даде ги Господ памет, отиде во шталу кој е говеда и овце што су, а онај моја па по њимара да знала, знаеш го, и там се цепи, смее се, и они да му ги видим зуби, они још па сумничави. Среќа само овце бева озбилни, они само седе се и блесва, тако е. Малку си има. А добро, да те прашам. Па добро, куде се падна парка кад имаше толку луѓи? Парка у овце се падна. Бра, овце се падна. Овце, ке видиш, овој годину има покој да направу на јагањци. А оние па глупи овце, место да се радуе, они само седи и блер, тако е. Исто како полицајци, тражива и си, ти дева. Може ти више си идеш, готово дрва нема. Да прегори огањ, бе. Стави. Па ке си иде можеш. Се враќаме назад со нашиот гостин, за кој констатиравме не е Латко Миладиновски, туку е Владко Миладиновски. Така е, бе, да. Добро. Со В без Со В. тоа, Без В-то В. не без ова, малку незгодно, ама ќе се снајдеме. Владко, на многумина гости барам некоја фотографија што им значи нешто во животот, побарав и од тебе. Имаме една фотографија која ни ја прати, ќе ја видат и гледачите. Интересна фотографија, ти покрај Мерцедес, како што би сакал да имам и јас. Ја прво Мерцедесот го видов, па после тебе. Зашто се работи? Љубител на коли си, ќе ни ја кажеш приказната врзана за оваа фотографија? Да, секако. Јас сум љубител на коли, меѓутоа овој автомобил ми е многу драг од друга причина. Тој беше во сопственост долго време го користеше мојот покоен Војко Воја Стојановски. Се јас како средношколец и помал, можеби која го вистински го запознав, тој тогаш беше во подем, во кулминацијата од неговата кариера. Во тоа време тоа возило беше сериозна зверка. Овој Мерцедес во тоа време? Да. И меѓутоа не е тоа вредноста дека тој е ваков или таков. Најголемата вредност е што го поседуваше тој и ми е многу драг, ме потсетува. Јас со мерак го реставрирав, сега си го чувам, си го возам така на кратки релации, чисто Само на кратки релации, за мерак, што вели. за мерак, така да го Ама коска го направи, значи не збориме само каросерија, него и срце унутре. целосно од почеток до Од крај. почетока до крај. Да, и сега си го имам, е мое однака едноставно уживање. Не потсетува цела фамилија, не само јас, и цела фамилија која имаме прилика, ќе се го видиме, се. Да, подоцна ја видов фотографијата и на твојот профил и ги видов и коментарите на дел од естрадата, припадниците на естрадата, и сите реагираат онака позитивно, со многу пофалби за твојата почит кон Вујко, типа малку сеќавања за него. Па тука префрлуваат и за твојата кариера, јас сакам така кога со гостите откриваме една по една работа, Златко го откривме како твој брат, сега Војо како твој Вујко. Ќе ни кажеш малку за Војо, кои се твоите спомени врзани со него? Рече кога беше во подем, ти беше тинејџер, беше голема музичка звезда во Македонија. За жал прерано не напушти, меѓутоа неговите песни навистина останаа за секојаш, бидејќи се работи за големи хитови, едноставно. Сега да не кажам, не да не кажам, можам слободно да кажам еден од најголемите македонски пејачи. Дефинитивно припаѓа во најголемите пејачи. Остави многу песни, голем број, како патриотски, така свадбарски, љубовни, родолюбиви.
Беше близок со народот го доживуваше близок. така како свој, некако сега народни песни вика пее па близок со народот, ама не, стварно имаше така некој беше шмек, така. имаше некоја поврзаност со публиката. Ти веќе беше во тоа време заинтересиран за музиката, имаш нешто со него споделено, дали те има нешто принаучено? Како не, моите почетоци се тесно поврзани со него. Имаме и заедничка песна, ај да ме учиш право, море војче. Мојот почеток имавме доста настапи заедно, јас како почетник, тој како веќе искусен, сериозен. Да. И многу крадовме од него, народски кажано. Јас сум благодарен на Господ што сум имал прилика, прво да ми е Војко, меѓутоа и да имаме така многу време заедно. Ние бевме многу блиски во тој период кога се запишав на факултет Скопје. Тој веќе беше тука во Скопје. Се гледавме постојано, секој ден, како јас, така и мојот брат Златко. Неговиот син Дамјан па беше многу мал во тој период, па и што се вика, растевме заедно. Сега и тој си го продолжи тој пат. Кажи ми, тоа го доживуваш како предност што си имал познат Војко кој можел да те подучи, Многу често бидејќи може праша. некогаш да биде и тежина. Многу често ова Споредба. прашање ми го спомнуваат, ме го прашуваат. Мојот одговор е прво е голема чест, второ е голема одговорност. Затоа што можеш многу лесно да го застрамиш тоа име како те поврзуваат си внук со тој човек да направиш нешто смешно, не дека како постапка, него како музички производ можеш да извадиш нешто смешно и да го застрамиш Па не смееш да направиш бредно. ништо. Значи затоа викаме одговорност, но од друга страна е голема чест, голема предност, тој во одреден период не беше едноставно книга со сите одговори на нашите прашања. Добре, еве се подсетиме малку на легендата на македонската фолк музика, твојот Војко. Војо, ако може сега една музичка номера, би сакал да те чујам, еве, бидејќи имаш и настапувано со него, која би одбрал од него кратко? Тешко се одбира Тешко, многу од хитови. неговите, меѓутоа ете со Боби нешто така ние си ја. А и не мора да кажеме, изненадете не. Да, може така Ајде, со Боби. пијано тивка да биде. Може Гостивар. Нешто се догаѓа. Ја не разбирам овој. На јапонски. Знаеш, Не ја после. мене Аце ми вика, компјутер ти збори, вика, може да ти збори тебе, мене не ми ни шапка. Исто така и они музички се зборуваат. Не се години што зборат, туку векови зад нас. Сите мисла дека можат да не премолчат. Ајде сите едноро, оро се македонско, дружно браќа да заиграме. Ајде сите една песна, песна се македонска, дружно браќа да запееме. Стара лука, една мајка, сите нас не родила. Од Вардар Пирин дур до Солуна, име е Македонија. Стара лука, една мајка, сите нас не родила. Нека знат, мајко, ти ни остана, нема друга Македонија. Браво. Браво, место. Еве вистински омажи за нашата легенда Војо Стојановски, навистина остави голем број посебно патриотски песни. Ајде да се вратиме на Златко сега. Реков ќе го споменеме уште еднаш во вториот дел. Една сега интересна работа, како се одлучивте, Златко, хармоника ти
пеат. Што, како тоа доаѓа, кој зашто се одлучува во музиката? Во исто време почнувавте, како се случи тоа? Кој не знае да пее, ќе свири. Така се вели. Зашто јавам да не знам да свирам? Девек ти знаеш да поеш, така ли? Не, вика, кој не знае да пее, ќе свири. Да. Ти не викаш, не знам да ти поеш. треба да А ти знаеш како да поеш. тој ќе скршил раката и вика, доктор, во гипс, секој ќе извам гипсов, ќе можам на гајда да свирам? И да, му вика, нема проблем. Од кај знае предходно да свирам гајда? Што ти е медицината да каже? Колку напредува медицина? Како е да Мора да го скршам руко, мора да го скршам Па- руко. Ми се допаѓа тоа, братскиот терате заеднички рече дека сте во сите проекти заедно, така ќе биде и на солистичкиот концерт, кој мислам дека веќе ти е најавен и треба да се случи наскоро, сега наскоро колку е тоа? 22 март во Опа, добро, Скопје, бргу. во Националната опера и балет, НОП, поново. Поново НОП. Македонската. Порано МОП. Се гаѓаме ние сум МОП, НОП, таа е зградата. Македонски брод, да. Да, македонски брод. Кажи Како го, беше како за беше, како беше? Броѓанките? Значи, порано беше македонска опера и балет, сега е национална опера и балет. Да, да. И како беше за вика македонски? прашање како ќе се вика македонски брод. Национален брод. А како беше за кичевчанките и за кумановчанките? Од каде си ти од дечко ја прашува 3 девојки, првата ти од каде си од вика јас сум од Струмица. Струмичанка. Втората ти од каде си? Јас сум од Битола. Битолчанка. Добро. И третата ти од каде си? Јас сум од Македонски брод. Ама, што да кажеш? Што да кажеш? Броѓанка. Да, по кичевски ви кажав, броѓанка. Броѓанка, да. Значи, солистички концерт, што значи тоа точно, веројатно сите ваши авторски песни, ќе имате гости на концертот? Не мора да откриваме. Да, сите наши авторски песни со многу голем оркестар под раководство на Златко. Концертот си е под тоа мото, концерт на Владко Меденовски и Златко Меденовски со неговиот голем оркестар. Сите наши авторски песни, помеѓу и некои обработки што станале популарни, што Од Вујче ќе пеете некоја песна? нешто ќе измешаме, за да се Сигурно, спомне, ќе биде и сигурно. дуетот секако. Мислам, да го обележиме на некој начин минатото наше творештво. Така, убаво. Тоа ни е целта. Што мислиш, Владко, да направиме еден дил ја и ти сега при Не крајот може. на емисија? На прв. Па не, одма ќе се не. заврга. Не, не ќе Знам биде дека кај е од состав. некој интерес, да. Не може. Не, види, двосмерно. не. Двосмерно. Ама не, види сега. Двосмерно. Сега да заваѓа како киша. Не да бидам менаџер на концерт, не да продавам Него, карте, Што не. направиш, што? Ми дадемо поклони, он даде 2 карте за концерт. Две И завршена работа. Добро. Ај прво вака ќе видам. Треба добро да се раздвижуваме. Видиш и он за тој неќе бизнис да прави, веќе по неја поклони. CD велат нема. Голем хит, Владко Милодиновски. Може да се најде во продажба или ова е повеќе за... Да, може да се најде, иако веќе со овие Сега- интернет платформи не ги Да. практикуваат, меѓутоа јас си го причитувам паке како некој така. Дај бе ти некој поклонче сега, ај узврати. Еве, ја Вучен ти Козек, узвратам. наши пријатели, верувам имаш пробано од нивните производи. Бело, жолто сирење маце и се што јас секогаш го потенцирам овој пробиотски јогурт, тој е одличен за сите се добри за здравје, онака велат дека Јогуртот навистина, до јогуртот Скопје ќе им е биде испиен. фантазија, до Скопје за освежување. Повели, сега, види, Благодарам. бидејќи не успеав да добијам торбичка од Арис, може да ти го дадам ова и кај да се појавиш во која било продавница ќе ти дадат производи од Арис. Така е. Се шегувам поради вредностот. моја мала неможност да дојдам до нивните производи денеска кога снимаме беше бурен денот, ќе ти биде доставени. Ќе ми донесеш на концертот и на бина ќе ми. Така. Ќе видиш, решено. Добимо карте.
Дил увек постои. Видиш ли зашто неќе дил с мене? Колку столчиња ќе ви треба? Па, не, на njega pola stolčina da on da ne mnogo голем. Он ми е партнер у емисија и njega ќе си ga вода. Јас мојот дедо по сопругата е влав и обожавам вицови за власи. За власти, така е, а? Ова вие сте во тек сигурно го знаете, кога му дошле на влавот 9 гости. Кажи га, знам га. Ти па знам, кога го знаеш, може да е друг. Ајде. Тој ќе знаеш ли го онај? Да, вика го, не знам, Пушти го да кажи ја каже, може да виц. ќе го знае. Вика, му дошле на влав 9 гости, а тој имал 5 столчиња дома. И оди ке комшијата ми вика, комши, бе, вака ми дојда 9 гости, а ја имам само 5 столчиња. Имаш ли 4 столчиња? Викам, имам бе комши. Важи се, одма ќе ти донесам 4 гости. Ајде, куде njega? А влака држава продавница. И навечер вика на жена му, жено, ова е наше дете, малко, како не га бива за упродавница. И вика жена, зашто вика не га бива? Услужен е с муштерија? Услужен. Знае ги ли цена вика на си производи? Знае ги. Изнаса ли ги торбе на муштерија? Изнаса ги. И па што не е добро? Плаче кад враќа кустур. А влавот кога учил математика синот, вика, имаш 10 јаболка. И вака, добро. Пола му даваш на брат ти. Добро. Колку ти остануваат? 9,5. Полубава математика, тачно. Се ближи. Пола јаболка. 14 февруари. Сега не знам кој што слави, ама обично во последно време нели ден на влюбените многу ми наслават и А влавот ти што влегува. славиш? Чекај, ти што славиш? Јас си славу Свети Трибун, ама Да. жена слави овој Свети Валентин и ја мора да отиду да купу нешто. И добро, што ќе го купиш? Па ја не сам влама, на исту линiju сам со нима. Добро. Килу они продавницу за 9, оној све за 100. И што ќе купиш? Менџушки. Не, све Па, се и те 99, може да денар. за денар ли ќе правиме проблем, јас сам вла. Добро, и ќе ги дадеш кад? Па, едно ќе го дам за 14 февруари, едно за 8 март не може да се одем пуда. Прав влата кој прави, нели? Пошто си изнакажасмо вицеви за власи, ајде да дадемо још еден поклон. Ја па там га тража Да, там доле. го тражи га, да. Има ваучер ресторан Етнос Елтинчевски за Владко Миладиновски и овдек си ga погрешија В, ја за малку ќе погреших. Добро, нема везе. Каже. Важи За се, нема личну гостување карту во да емисијата постои. Нема љутиш, вечера за двајца. И деца ги победите слободно. Може. Ако су ваши. Од село мало деца. Кажава, можемо и деца. Значи, Вика, така... ти земи месо, ти земи пиво, ја ќе го земам брат ми. Ова така не ќе ти дојде. Ја ќе го донесу брата ми. Да. Ама брат ми како свира хармоника, па... Па, Повреден ти ќе од- можеш да ја донесеш Да, брата. повреден од месото ти дојде. Етно село предпоставувам некогаш. Сум бил да сме. Имаш настапувано или само Настапувано не, како гостин? одеме на Мислам гости, дека е јас така сакам- убаво пријатно место, многу барано, посебно за викенд, посети ги да ги вкусиш нивните специјалитети, веќе си бил, знаеш за што се работи, да не ги фалам премногу, ама морам да си ги попалам спонзори. Ни се водата ни е Визијана, преубава, еко пробај тоа, Супер, добро. ја пробав, ја фин, испив. Ти Еве проба, доказ. ти проба, Да. а Коки док снимамо испие 5. Многу само голем трошак, watch. Многу. 5 воде да испију за Ја емисија. мислам дека кад би почнаа да нема ни купуе брой. он, кад би почнаа да купуе воду, ја мислам дека наш спонзор би ga дуплирае спонзорство. Провери многу повеќе промец. Алфи Техноцентар за убаво да се осеќамо, да седимо. Се надевам дека ти беше удобно и тебе, Лотко, и се надевам дека ова нема да биде за последен пат што се видуваме, ќе се видиме на твојот концерт. Како прво, на вашиот концерт и се надевам исто така, ако не оваа сезона, веќе следната повторно би сакал да не посетиш, верувам до тогаш ќе има нови работи, мислам дека веќе имаш тоа за крај да го кажеме 2 нови номери Да, па со спотови. едната беше нели Петко што испеавме, има нов спот за неа. Уште една има песна што долго ми стоеше од покојниот Тоде Новачевски, како автор на музиката. Текстот беше на Крстен Умовски Мечкар, аранжманот секогаш, како и секогаш Златко. Песна за Светинао Мохридски, направив еден убав видеозапис баш таму, песна посветена за овој
Чудотворец. Го има на е YouTube, може да се најде, Веќе се го погледа. има, да, може да се погледа на мојот YouTube канал. Тоа е нешто најново од нас. Сега следуваме за 2 недели, имаме гостување во Турција, Маниса. На 8 март сме И таму има наши? И то колку? Маша. Наши турци. Како кафе. Така ќе му. Ако е турско, нека е, важно е На наше. 8 март сме во Штутгарт и веќе ќе се прицврстиме во Скопје за концертот. Така Благодарам и како што реков, до ново видување се надевам дека ќе имаш и нови проекти, а во нив ти посакувам успех и на тебе и на Златко. Поздрави го Златко. Следниот пат може би и заедно. Па, тој ќе беше поадекватен за овде, ми беше драго, јас се смеам дома кога ве гледам, ме расположувате, сега е овде во дупла доза се. Сега ќе гледаш овој епизода се Не, надевам. па Не, си само сме со себе веќе не пак вас за сакам. инстали се смеам. Репризата, така, Репризу така. знаеш 2 сат ноќе. Е, па да кажеш на сите од семејството да ја гледа. Ти благодарам уште. Благодарам вас. Вам рано е да ви се заблагодарам, зашто имаме уште малкуцка, останете со нема љутиш. Значи не можу да поверуju што си направија. Не може да се помиру со тој дека си платија на проститутку за оној работ. Јаш па со картичку, па куде го провлече бре? Куде? Душове, па и јас сум жив човек, мора да се снајду некако. Па што да правувам си потребе, кад ти с месеци викаш дека те боли глава. Јас сам кажувала дека ме боли глава. Да. Па ти што не си некад бар кажаја дека плаќаш за оној работу бре? Зборувавме за тоа што се може да биде штетно. Освен мене, утврдивме дека многу работи може да бидат штетни. Многу работи набројавме, а ги заборавивме штетните политики и штеточините кои ги прават истите. И за да нема веќе такви политики, јас мислив и предложи во име на тоа дека доаѓаат нели подобри времења, како што ни ветуваат политичарите, така велат тие, па кога ќе дојде еве време да бидеме толку силни и напредни и да можеме веќе да си оформиме еве на пример и своја национална компанија за летање, предложив таа да се вика АИР да не видат. Да не видат сите што направија штета, а другите одарно да не куртулат. Туку само убаво да видат и секако да гледаат повторно, нема љутиш, веќе следниот викенд заедно со минералната вода Визијана за убава и свежа мисла, потоа со млечните производи од бучен козјак, Алфитекно центар во Скопје и Куманово, детергентите од Арис и незаборавните моменти и спомени во комплекс Етно село Тимчевски и ресторан Еден. А до тогаш, сите добронамерни и доброчинители секако АИР да видат и да ги гледаат сите репризи, а може да не најдат и на Facebook, Instagram и TikTok. Или беше тик-так, тик-ток, тик-так, да, времето истече. Шао на сите. Убаво и дрва кад су мои, убаво и своји да се горимо. Да се горимо. Пријатна и забавна вечер е пред вас секако, ако секако, што такој го кажу и некако глупо.